Се враќаме повторно во студиото, каде што веќе пристигна нашиот гостин, доктор Александар Караѓозов, општ и дигестивен хирург од Неуромедика. Добро ви утро, докторе. Добро утро и на вас и на гледачите. Пред да преминеме на темата која што си е доста стручна, би сакала да споделиме со гледачите еден совет кој што јас од вас туку што го добив, а тоа е како вие го започнувате секој утро. Секој утро прво кафе, па после физиолошки некои работи од бричење, миење и така натаму, и потоа почнувам работа. Рековте дека задолжително се започне утрото со чаша студена вода. Чаша студена вода е еден добар стимулус за проработување на цревата. Дури никаква друг медикамент. Јас сум противник на оние што често користат чаевите и така затоа што тие чаеви ствараат навика, а после таа навика, па и таа доза се зголема, значи прават и толеранција. Така сум го поддржувам онен момент со физиолошки стимуланси на цревната перисталтика, тоест на движењето на цревата. И тоа е најдобро што сабајле, да створите рефлекс, со сабајле да се испразните. Наједноставно, да не бараме многу... Ако не дава тоа, после други работи. После тоа, да. Ајде сега да видиме темата. Перианална фистула. Вие донесовте овде и лаптоп, значи со помош на технологија да ќе се бидеме што е возможно попластично и еластично да им објасниме на гледачите, да започнеме стандардно што е тоа фистула. Вака сега, фистула е патолошка творба, изградена од врзно ткиво, тоест гранулационо ткиво, како што го велиме ние, однатре обложена со епител, и тој епител може да биде и цревен, и органски, и кутан. Тоа е значи плочасти клетки, и тие плочасти клетки не дозволуваат да зараснува. И фистула е битно да се каже покрај тоа што поврзува, што се изградени значи од гранула со ткиво внатре цевки се тоа со епител. Значи е важно да се каже за фистулата дека мора да дренира шуплив простор, тоест шуплив орган. Во колку не дренира, тоест не испразнува шуплив орган, тогаш тоа не е фистула, е синус. Надворешно тоа изгледа исто како фистула, гној, тече крв, тече гној, она што деца кој излезе тоа е прв. Така да, но штом нема комуникација со шуплив орган, тогаш е веќе синус. Тоа е битна разлика, а инаку надворешно имате такви грозни, да кажеме, може би ќе видиме, ќе успееме да видиме и на слайдовите, состојби каде што има мноштво такви отвори, а сепак не се фистули, туку се синуси како резултат на воспаление на лојните жлезди, на корените од влакната и така натаму. Ајде тогаш да преминеме сега на самата тема. Денес ќе се освртнеме на неа. Самиот име кажува, да не прашувам каде се појавува, така? За перианалната фистула, од каде ќе започнеме? Перианалната фистула е исто така патолошки канал, одврате обложен со епител, епителот не дозволува да зарасне. Тоа е основното нешто. Вие сте женски, може да зборувате, значи може да не отворите уста еден месец, ама устата нема да ви се залепи, затоа што има епител и после тоа некој ако ви изнервира, веднаш ќе прозборите. Од прва. Многу тешко еден месец да не ме изнервира некој, така што тешко еден месец да остане затворена. Али барем 7 дена ако издржите, а еве хируршка рана која ќе сошиете, за 7 дена зараснува. Ама епителот не дозволува да се, и прстите ако ги држите вака споени, после еден месец тие пак ќе се одвојат, затоа што меѓу нив има епител, тоест плочести клетки на површината. Тоа е разликата, значи. Перианалната фистула у суштина е фистула на завршниот дел на дебелото црево, така наречен ректум. Вака народно и српски се вика задно црево. Тоа е излезниот дел на колоректалниот
трак, тоест на дебелото црево. Таа настанува од епителните клетки на жлездите што се во самиот анален канал. Тука се јавува прво воспаление, а тоа воспаление резултира со абсцес, па тоест гнојник. Тој гнојник си бара простор. Како да излезе? Што велат прилепчани, кој што е Господ вика не е ни ристо. Значи, ако не знаеш што да правиш, природата бара пат како да се исчисти од тоа ѓубре. Тражејќи го тој пак, остава значи трак и излегува некаде во надворешноста. Штом се испразнува, тогаш веќе како резултат на тоа воспаление, најчесто после тоа настанува таа фистула. Значи, кај што се движи таа гној, околу организмот се брани и ствара еден одбранбен систем. Значи, природата така рекла, вика, ова е ѓубре, извадиме надвор, ако не, ќе се убијам. И тоа е резултат на стварањето на фистулата. Зошто се формира? Па ви реков, Кои се причинителите, главни ризик најчесто фактори? се воспалителни процеси. Може да бидат и малигни процеси, може да бидат, меѓутоа сепак тие и малигните процеси, и воспалителни, и специфичните болести, како што се кронова болест, улцерозен колит, како што се туберкулозата, како што се дури и малигномите, тие секундарно се инфицираат, ствараат инфекција и таа инфекција организмот бара начин како да ја изфрли. Возраста игра некаква улога овде? А за перианалните фистули во главном и игра некаква улога. Колку повозрастни, толку... Нема врска. Не? Тоа е обично така, таа логика е повеќе за малигните заболувања. Додека за ова возраста не игра, меѓутоа статистиката покажала дека се појавуваат во така некаде на 100.000 за жители, околу 12,5% патат од оваа болест. Со тоа што кај мажите е некаде, да речеме, 8,6, а кај жените е некаде 5,6 и така натаму, значи 2:1 е во корис на мажите, тоест мажите почесто заболуваат, затоа што веројатно се и покрупни, повеќе се потат, повеќе имаат таа себороична заради тестостеронот, заради нивниот хормонски статус. Извините. Така да затоа е тоа почеста преваленца кај нив. И просечна возраст е некаде околу 40 години. Тоа, врз основа на статистики. Да. Како ги класифицирате? Имате подврсти, така? Па сега пред да предам ја на класификацијата, би сакал да покажам еден слайд овдека. Тоа е анатомијата на самиот завршен дел на дебелото црево, така наречен ректум. Овде можеме да видиме дека има завршен дел на дебелото црево и анус. Ова е битно да се каже, затоа што тој е составен од ембриолошки две ткива. Едното е од така наречен мезодерм, или од кој се ствараат месо, коски, мускули, а другиот е ектодерм, кој што има различна функција и тие се спојуваат. Така да често се зборува за аноректум, тоест чмар со дебело црево, завршен дел. И таа сама конституција има разлика и во инервацијата и во ширење на ракови процеси, да кажеме, на анусот, на чмарот. Тие се шират во овдека ингвиналните регии, а додека на ректум најчесто се шират во по лимфен пат, по хематоген пат, можат црниот дроб да го зафатат, можат плуќето, може мозокот и секаде. Така да ова е битно затоа што самиот апарат кој учествува во ова е анусот и така има еден термин кој се наречува аноректум или хируршки анус. Самиот анус е околу 2,5 сантиметри.
Но хируршкиот албус со завршен дел, со тој спој што е меѓу дебелото црево и чмарот, ја некаде околу 3,5-4, па и 5 сантиметри. Сега тука се фистулите се, тука баш у овој дел, еве како го гледа на слайдот, овде има така едни као колумни или гредички со джепови доле. Тоа се нарекува така и колумне моргањи, а джеповите се нарекуваат крипте моргањи. Обично тука при нередовно средно испразнување, при потврда измет, значи тие може да го оштетат лигавицата и да се вгнездат во неа бактерии и после тоа почнува процесот на абсцедирање, тоест гноење. Исто така во меѓумускулните простори, кои се мешавина, значи исто така може има тие лојни жлези што се, од епителот нивни почнува инфекција и тоа е целата приказка, да кажам, каде што може да настанат овие фистули. Стигнавме сега до класификацијата. Да. Така, рековме како мини предавање, мини презентација ќе имаме денес на оваа тема. Само би додал уште малце и класификација. Значи би додал малце дека овој волев дел на надворешниот сфинктер и овој несвесен дел што се под автономниот нервен систем ја се одговорни за континентноста, со тоа можност да се задржи изметот. Исто така покрај овие физиолошки, да кажем, самата анатомија има улога. Значи, дебелото црево обично е свиткано под некој агол во однос на изнезниот дел на анусот. Така да тоа е одговорно за 80% од континентноста. Другите 20% зависат од нашата волја, кој ќе се стегне надворешниот сфинктер, тоест надворешниот анален мускул, тогаш може да се одложи, меѓутоа не може да се запре. Така да можете времено да одложите тој агол, значи кој ќе се поремети, тој е некаде меѓу 60, кој ќе достигне од 65 до 105 степени, започнува актот на дефекација, тоест на цревното испразнување. Ќе ве прашам и за симптомите, што чувствуваат пациентите, но ако сакате, не знам што ви е редоследно тамо, дали ви е класификацијата, па потоа да преминеме на другите прашања. Па нема проблем, ја сега по трета мајка да не ве ставам настрана за вашето прашање. Не игнорирате премногу. Многу, не. Прво не е джентлменски, не. Значи, еве овдека може да видите тешки воспалителни промени, кои у суштина и не се фистули. Тоа се она што ви реков фистули, затоа што не го дренираат, а се во истата регија имаат надворешно иста клиничка слика. Правата фистула, значи, уште Алан Паркс од 70-тите години, нели, тој има направено една класификација во однос на тоа низ кои делови на мускулниот дел од аналниот сфинктер поминуваат тие канали, така да тие фистули се делат на меѓумускулни, така наречени интерсфинктерни, низ самиот мускул, трансфинктерни, над самиот мускул на аналниот канал, значи тој сфинктерен апарат, како дека тој е вентил сфинктерен апарат, и кои немаат комуникација и врска со мускулот, се така наречени надворешни или екстрасфинктерни. А сите надворешно, кои ќе го прегледате пациентот, имаат отвор, имаат мамила од која се исцедува крв, гној, некоја така прљава содржина и така натаму, балкана, нели? Така да, тоа е таа класификација на Алан Паркс, која е многу битна за ориентација, особено за хирургот. За вас тоа не значи ништо, има уште една ака груба класификација, која повише се однесува на моите колеги, кои би требало да се занимаваат со ова. Значи, кога ќе влезете со прст во чмарот, ако отидете над една така наречена диафрагма пелвис, или тоа е мускулна творба, она што жените, да кажеме, им дозволува да направат
да им излегува матката или не ги држи ткивата, таа е мускулна творба на еден мускул кој е, така и се вели, диафрагма, составен од повеќе делови, овој кај што го поминува преку ректумот и позади за сакрумот и тој ја држи. Сега, тоа е ориентација затоа што ако повлезете внатре над него, а фистулата, да кажеме, кога поминувате со сондата, е таму, тоа е веќе првиот знак на аларм, на тревога, дека се работи за висока фистула. И ако решавате по класичниот начин, практично вие ќе ги пресечете сите тие подпорни структури или сите тие вентилни структури и имате неможност да задржите столицата или така наречена анална инконтиненција. И затоа моите колеги не се нафаќаат да работат тоа, затоа што навидум една добро чудна работа со која може долго време човек да се бори со неа, меѓутоа, ако се направи штета, тогаш е голема последица и што велале старите латини, вика примум нил носере, првенствено немој да оштетиш. Ако не можеш да помогнеш, барем не пребелја. Ајде, докторе, кажете ми што чувствува пациент? Кои се првите симптоми кои што наговестуваат дека за ова станува збор? Значи, видите, у суштина, првите симптоми се симптоми на стварање на гнојник, абсцес. Значи, кога ќе заглави или ќе почне инфекција, дали од тие така наречени анални жлезди, од нивниот епител, или од овие джепови што се во завршниот дел, се ствара гнојник. Тој гнојник, како и секое нешто што дали е зап, пулсира, така чувствуваме. Има пулсации, у смисло болни пулсации. Пулсација на самата болка. Па нелагодност, па температура, па дури до сепса може да дојде ако не успее да излезе. Знаете, ја обично на предавање кога сум кажал, природата го прави нејзиното. Тој е стеве еден слон, ако сгазне на трн, тој нема доктор, меѓутоа си наоѓа некое влажно, топло место, посебна земја, да се створи тоа, значи да се собере таа инфламаторна, тоест воспалителна реакција, тој гнојник да го доведе блиску до кожата и да пукне, и чим пукне, тоа ќе излезе и трнот. Сега, ако не успее природата спонтано, исто се случува и кај нас, може спонтано, значи само од себе да прсне, затоа што си бара пат, да не си го отруе газдата, нели? А може и тоа да се направи хируршки. Штом се направи хируршки, се створи вештачки отвор, нели? Инцизија се вели тоа, пресекување, веќе не е животно загрозен пациентот. Но, кога веќе до тој степен доаѓа, шансата тој пат каде што минувал тој гној, значи тој пат да створи фистулен канал. Значи, и затоа народ овој пациентите кој опериран сум вика 3 пати, ама неуспешно. Тој е 3 пати опериран од абсцес. Инцизија, отстранување, меѓутоа каналот си останал и тој може така да рече да створи фистула, а таа фистула надворешниот дел прво се стега ткивото, се вели контракција, друго епителизира и да го затвори. И тоа може да стои месеци, денови, некојаш и години и повторно абседира и повторно прави гнојник и тој повторно си тражи пат како да излезе, ако не излезе, хирургијата. Така да фистулата во принцип е само хируршки третман. Нажалост, не постои конзервативен третман. Ако ја фатите инфекцијата во стварањето на абсцесот на време, тогаш може со топли бањи, со антибиотици, со како се вика, локално ставање на борна киселина 3% или на алкохол, да се тоа собере и да помине, тоа се вели резолуцио ad integrum, или да помине без последици. Меѓутоа, на жалост, меѓу 45-50% тие абсцеси резултираат со стварање на фистули. И мислам дека видов меѓу вашите материјали нешто повеќе за самата клиничка слика на пациентот.
Па нормално клиничката слика ви реков дека е како и секоја инфективна состојба. Тоа значи нелагодност, исцрпеност, температура, болка, пулсирачка болка, црвенило, оток и во колку тој оток спонтано или само од себе прсне, болките и тоа се намалуваат, но не и можните последици од сetoј овој инфламаторен процес, тоест воспалителен процес. Стигнавме до диагностиката, како се диагностицира? Значи, вака, прво диагностицира, секоја диагностика е да го распрашате пациентот. Тоа се вика, нели, као вие мене што ме прашувате, анкета или анамнеза кај нас, посеќавање. Па потоа почнувате да стварате концепт на додиагностицирање на процесот. И сега сите расположи методи на диагностика, секоја нели орган има своји специфични методи за диагностика. Најважно е да прво се инсистира да се прегледа пациентот како што треба, да му се слечат гаќите, без тоа не поминува прегледот. Тоа е практично она што велат лекарска грешка, умрел пациентот. Па кога го донесат у сепса ти да направиш, не гарантираш дека ќе преживее. Али грешка е да не го прегледаш. Или грешка е пациентот да ти се жали, те да не видиш што. Или грешка е да не спроведеш она што треба да се спроведе спрема доктрините на таа симптоматологија. Најосновно е нешто, еве, овдека имате една субкласификација која е поважна за моите колеги, за вас не е, како се движат тие патишта. Тоест, како таа змија проминува, дали меѓу мускулите, дали низ мускулите, дали над мускулите, дали над диафрагмата пелвична, дали па обратно од самат процес, да речеме оваријален процес со абсцеси, може тој процес преку диафрагмата да влезе и да излезе на чмарот. И затоа диагностиката прво се распрашува, па потоа кога ќе се стави во така наречена гинеколошка положба или така наречена Шницлерова положба, тогаш се гледа. И се гледа, се тражи отвор. Тој отвор има едно правило, се вика Гуцейлово правило, и се става една хоризонтална линија на средина на чмарот. Ако се отворите над таа линија према тртичната коска, тогаш е шансата да бидат високи фистули, а ако е под тоа, тогаш е шансата и тие доле што се, практично, може да ги решава секој така, да кажеме, малце по-искусен хирург, многу едноставно, додека високите се тие што ги одвраќаат моите колеги да работат. Значи има така наречен еден главен канал, но сите фистули може да направат и помошни канали. И се битно е да се најде тоа, значи, ако може предоперативно да се диагностицира, најдобро, но ако не може да се диагностицира тоа предоперативно, треба во тек на операцијата да ги барат. У тоа барање се залутува, како ја тука што ја барав, 2 пати ја промашив уличкава, ама ве најдов. Треба да бидете поупорни малце. Претпоставам дека сите ова се уште покомпликувано затоа што постојат и комплексни фистули, така? Така е. Значи, тука е уште позамрсена работата. Комплексните фистули, што е комплексна фистула? Самиот збор комплекс значи нешто повеќе. Комплексни фистули имаат помошни краци, или се неколку пати или еднаш оперирани, се рецидивни, или ако тој пат кај што поминувал инфекцијата низ мускулите, го оштетуваат од 30 до 50% аналниот сфинктер. Тие комплексни фистули треба добро да се диагностицираат. Нели, тие треба да колку може предоперативно. Како тоа? Прво со клинички преглед, значи отворено, потоа визуелно,
Па потоа со сонда, така наречен бимануелен преглед, а бимануелниот преглед дали е со прст, дали е со инструмент како продолжен прст и другата рака дава просторна ориентација или бимануелниот преглед дава волумен, тоа е геометриско тело, додека само едната површина ако ја мерите, тогаш е геометриска слика, не добивате представа. Значи тоа е основно и не може без него. Потоа може да се прави, интересно е што кога ќе се каже дека има веднаш прават фистулографија. Фистулографија е рентгенолошка метода, каде што се вбризгува контраст во самиот канал и се гледа каде шири. Битно е да се види дали има или нема комуникација со луменот на дебелото црево. И тоа е многу битно и тогаш е права фистула. Но често фистулографијата не може да даде, па малку го применуваат, меѓутоа за мене дури интраоперативно ми е многу сигурна метода. Вбризгувам во самиот канал хидроген 3%. Тој шуми, бара пат и како вода или бензин, мало дупче да има, ја покажува и сега вие под спекулум, ако влезете во чмарот, ќе видите беурчиња бели, ја викам имате шампањац од позади. И тоа е многу сигурна метода. Меѓутоа, исто така е во колку се високи фистули, уште од нас Гудсейловото правило, скоро секогаш треба да правите магнетна резонанса, која дава точност до 90%. Така да исклучувате процес во внатрешните гениталии, особено кај жената, или тумор, или процес во самиот абдомен кој се пробил па отишол надоле, или обратно одоздолу отишол нагоре. Тогаш веќе го обременува пристапот и начинот на лекување. Така да има некогаш фистулата знае да затвори према луменот на цревото и тоа со сите овие до кај 80% може да се добие некаква диагноза. 20% оставаат, не може да се докаже внатрешниот, изворот на фистулата. За наши услови, јас сум кажувал на пациенти, меѓутоа не сум дошол у ситуација да не го најдам, ама претходно ни кажам. Има еден професор од Сент Марк Хоспитал од Англија, од Лондон, кој е така татко на оваа колопроктолошка хирургија. Тој, да кажеме, во анестезија прави експлорација, извидување и го одбара отворот. И ако не го најде, те враќа кога ќе пробие, па повторно. Да му кажеш на наш пациент, сега тоа е важно, и каже докторов не знае ништо. Ама тоа е значи од степенот на културата и довербата во самиот. Ако ти му објасниш дека ако не го најдеш нема да работиш, па повторно кој ќе се јави да го бараш во абсцес, тогаш тоа е гнојник, тогаш да го бараш каналот. Малку ја не сум дошол и затоа ако имам добра анамнеза, распит, дека и од овај, како се вели, од чмарот му тече гној и од фистулата, значи мора да некаде постои. И сега, бидејќи малку повеќе се занимавам со ова, си дозволувам една така, да кажеме, привилегија, да кога одам да решавам фистулата, околу целата фистула, целата таа цевка ја ослободувам и доваѓам некаде до некој дел на сфинктерниот апарат. Тука више внимавам дали ќе ја сечам, дали ќе ја отсекувам, дали ќе шијам дебело црево, а ги отварам и ги наоѓам другите канали. Затоа треба малку повеќе човек да е фамилиаризиран со таа патологија, разбирате? Ја не можам да поставам индикација за према ЕКГ-то дали треба коронографија или не, нели? Ама тие што се занимаваат со таа работа треба да знаат кога треба коронографија, кога треба стент, кога треба бајпас. Така да и овдека треба да знаеш кога треба. Еве овдека на сликата можете да видите како со таа сондичка
од надворешниот канал се влегува и излегува внатре во луменот што е рашен. И тоа е веќе 100% дијагноза. За тој главниот канал. Значи, постои главни, сите овие комплексни кај што има и повише од 30 до 50% од сфинктерниот апарат, има повеќе краци. Тогаш, или се неколку пати оперирани, имате лажни краци, тогаш, према Гута Селовото правило, ако се медијални, штом го видите да е само едно обично, просто расекување и тоа расекување ќе го отворите како книга, а важно е да го уништите епителот и да го најдете изворот. За се е битно да се најде изворот. Вие може да палиативни или така наречени времени мерки. Времени мерки се, ќе давате субвенции, ќе давате меѓутоа суштински мерки да имате економија, да имате производство на енергија, да имате земјоделие, да имате Тоа е суштинска мерка. Еве овдека само еден тип на фистула, каде што се гледа фистулографија, ова е многу карактеристична така наречена фистула на конјска потковица. А конјска потковица е така наречена хорсшу фистула. И таа има два отвора, ама еден извор. Најважно е, значи, изворот да го отстраните. Има еден случај што се вели некој, ако сте, може да сте и виделе вие пракса, тука на средината на вратот гнојат и течат. Тече крв, тече гној и така натаму. Така се вика, таа се нарекува циста коли медијана, се правам паралела. Зашто правам паралела? Правам паралела затоа што таа циста коли медијана после од коренот на јазикот. Вие може 95% од фистулиот тракт да го отстраните ако изворот него таа повторува. Скоро секогаш повторува. Така да битно е да се најде број 1 изворот, прво етиологијата, дали е баш од овие гнојници кај што се жлездите и ова, или е можда друга болест, туберкулоза, кронова болест, карцином и така натаму. Битно е, значи, да се изворот отстрани. Прво да се детектира, па да се отстрани. Со цел да не се повтори. Доктор, јас многу ви благодарам на ова мини предавање што ни го направивте. Мислам дека и ние навлеговме во ова проблематика.